Да ги промениме навиките за доброто на сите. Полека почнуваме да ги менуваме навиките, да се надеваме дека еден ден навистина ќе стасаме до оние навики и да се однесуваме, се разбира, како европјаните кои што веќе децении наназад селектираат и рециклираат отпад. А кога станува збор за селектирањето и за рециклирањето, најдобар соговорник на оваа тема секако ќе ни биде нашиот денешен гостин Филип Ивановски, извршен директор на Пакомак. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Реков да ги промениме навиките за доброто на сите. Полека почнавме да ги менуваме, но далеку сме од она што треба да бидеме. Да, навиките тешко се менуваат. Тоа е процес и тој процес почнате веќе Пакомак следната година ќе прави 15 години од своето основање, што од првата година се бориме со тоа да ги промениме навиките. Иницијално мислевме дека е доволно само да ставите контејнери на улица и дека граѓаните тоа спонтано веднаш ќе почнат да селектираат. Набрзо свативме дека не е баш така, дека фрлаат се и се што во контејнерите за селекција, така да еве веќе, да речеме, ако првите 2 години повеќе посветувавме внимание на инфраструктура, веќе 10 години сваќаме дека тој процес на поставување опрема за селекција и процесот на кампања и подигање на јавната свест кај граѓаните дека зашто треба да ги користат тие контејнери е паралелен и така некако и следните години ќе тираме. И има поместување, дефинитивно свеста кај граѓаните за екологијата се зголемува не само поради отпадот, но и многу други еколошки теми овие 15 на години што се појавија од воздух, почва, води и така натаму. Така да мислам дека има веќе критична маса на граѓани. Ако не секој втор, ама тука сме речиси некаде на 50 на пусто во урбаните средини повеќе, каде што граѓаните навистина го селектираат отпадот и се загрижени за еколошки теми. Мислам дека не постои општина во Македонија во која што немате доставено контејнери за селекција на отпад. Па, таму кај што нема поставено, општините не изразиле желба или не сакале да соработуваат, ама тоа се 15 на општини во главно. Во сите поголеми општини и во сите градови имаме ставено, дадена можност на граѓаните да селектираат отпад или преку контејнери или преку сега најновите вендинг машини за пластични шишиња и лименки. Вендинг машините, само би сакала да споменам дека тие се развиени од страна на Пакомак и дека се во сработка со ФЕИТ и Фондот за иновации. Значи, тие се комплетно македонски производ. Не, иницијално почна проектот со ФЕИТ и Пакомак и дел од софтверот што го развивме и апликацијата од тогаш, оние машини кои ги развивме ние, сакавме да препознаваат 100% тоа кој бренд, кој шише се пушта. Дојдовме до некаде 80% препознатливост, што за нас не беше задоволително, затоа што ние овие машини сега што ги имаме, кои се шведски и норвешки, значи не се кинески или некаде, значи овие машини се од најголемите производители светски во оваа индустрија. Овие машини пропознаваат 100% од амбалажата, а целта ни е за неколку години или можеби, не знам, една деценија, не верувам дека ќе биде толку, но ако се воведе депозитниот систем, каде што да речеме граѓаните во старт треба да платат 5 денари плюс за секој купена шиша, кој ќе да ги препознае и да немаме тука грешки, ми ја препозна амбалажата, не ми ја препозна и така натаму. Така да овие машини сега што ги поставуваме не ги користиме како дел од депозитен систем, бидејќи во Македонија нема. Ние враќаме од нашиот буџет на граѓаните одреден фонд на средства, но ако се воведе, ние ќе бидеме подготвени одмah да се преориентираме и да функционираат како дел од депозитен систем. Но јас би ве вратила сега практично на она што ми беше идејата дека во Македонија постојат млади луѓе кои што размислуваат како да се зачува човековата околина. Постојат и тоа не радува што кај младите тоа е веќе, да речеме, имаме са некоја статистика од овие 70 на машини што сме ги поставиле низ повеќе градови од земјата. Најчести корисници по возраст, бидејќи нели треба да се логирате и да дадете некои општи податоци, се оние од 30 до 40 години. Значи, тие се најчести, овие што се од 25 до 30 се помалку, но овие од 30 до 40
се тие што веќе ги пред 15 на години имале 14-15 години и веќе развиле навики, да се вратам на почетокот што го кажав, да селектираат и многу поважно ни е што тие сега со малите дечиња, преди тој период од 30-40 години, гледаме дека ги возат дечињата до машината, па дечињата пуштаат шишиња во машините и тоа е тоа што сакаме новите генерации ќе им дојде тоа како навик да го селектираат. Велат дека граѓаните селектираат шишиња и лименки за да добијат поени за пазарување во маркетите. Дури и да е така. Еве дури и да е така. Дури да е така, не се тоа големи пари. Значи, ние даваме во моментов половина денар од нашиот буџет, има одредени општини што додаваат уште половина денар од општинскиот, некои општини денар, значи тоа е денар и пол. Но ако ви кажам дека најмногу собираме во урбани средини и во маркети каде што пазарат, да речеме, поимотни луѓе, тогаш сваќате дека не е само финансискиот дел, тоа е некоја мала сатисфакција финансиска за нив, бидејќи можат тие поени да ги донираат, не мора да ги трошат во маркет, има опција да ги донираат, да речеме, за СОС детско село. Повеќе е навиката и свеста, дека тоа шише што ќе го фрлат во таа машина, знаат дека нема да заврши на депонија, дека ќе биде рециклирано и употребено за нешто друго. И најважно е дека веќе, дури, затоа реков дури да е така, најважно е дека се создава навика за селектирање и за рециклирање. Пакомак како прва и водечка компанија за управување, селекција и рециклирање на отпадна амбалажа во земјава и во наредниот период ќе продолжи со акции и кампањи. Најчесто ги вклучувате младите како таргет со цел за едукација за постигнување на здрави зелени навики. Да. Како што кажав на почеток, следната година ни е 15 години Пакомак и планираме да направиме нека поголема едукативна кампања за подигање на јавната свест, паралелно со поставување на нови машини, нови контейнери на улиците. И младите ни се секогаш таргет. Кажав овие денеска што имаат 30 години, пред 15 години биле 15 годишни основна школа или средношколци. И тука се создаваат првите навики кај децата. Имавме ние неколку успешни акции во училиштата. Најуспешна по нас е пред неколку години, пред ковидот, кога имавме екоавтобус што беше паркиран во секој училиште и секој оделение до 4-то оделение децата поминуваа низ автобусот, низ една едукативна програма, интересно им беше. Искрено планираме, размислуваме тоа да го повториме и следната година, тогаш околу 60.000 основци поминаа во една година, бидејќи автобусот е мобилен, се паркира од училиште во училиште. Исто така со магионичарските представи ни беше едукативен, доста тој успешен проект, каде што децата доаѓаат, па преку разни магионичарски трикови, амбалажата се претвараше од отпад во некој корисен производ и секако оние едукативни некои посети на училишта, каде што истакнуваме битноста на селекција на отпадот. Ние имаме од овие први машини што ги споменавте, македонско производство, 10 на почеток од поставувањето, кои се поспори, кои што не припознаваат амбалажа. Ние сепак ги користиме и ги ставаме во училиштата, каде што за секое шише што ќе го пуштат учениците, парите, 1 денар за шише даваме, ние и го даваме на училиштето за нешто што сака училиштето, дали за опремување на некој кабинет, дали за спортско игралиште, но ги враќаме назад на училиштето. Се задржавме на вендинг машините, но Пакомак собира амбалажен отпад и од поголемите угостителски објекти, од хотелите. Тука пред се мислам на стаклото, кое што може да се рециклира во недоглед. Да, посебно сме горди на собирањето на стакло и претходниот прилог за Прилеп кажа околу 100 тони само од Корека собираме стаклена амбалажа. Ние во Скопје собираме речиси од 600 објекти, хотели, ресторани и кафетерии и собираме, да ви кажам искрено, на вистина секоја година се повеќе амбалажен отпад и сметаме дека тоа се должи пак на промена на навиките на вработените во тие хотели, ресторани и кафетерии, каде што веќе и тие стекнале навика стакленото шише од пијалоците да не го фрлаат во обичниот отпад, туку да го селектираат, така да бројот на објекти од кои собираме горе до лист,
но количините растат со 10 до 15% секоја година и имаме околу 600 објекти надвор од Скопје. И ние собираме во моментов, речиси 40% од целото стаклена амбалажа што се пушта во Македонија. Што исто сметаме дека е доста голем успех, бидејќи стаклото е најтешко да се собере и најскапо. Овие материјали, хартија, пластика, лименки имаат некоја вредност поголема од трошокот за собирање. Кај стаклото, напротив, трошокот за собирање, да отидете од секој тој локал да соберете, е многу поголем од трошокот што ќе го добиете кој ќе го однесете за рециклирање, но нас ни е тоа цел како ресурс да го заштитиме стаклото и доколку не сме непрофитна организација, како што сме, ние сме непрофитна компанија, ни една друга не би го собирала, бидејќи во тоа нема бизнес, условно да кажа. А би можело да има? Доколку се направи, да речеме, центар за рециклирање на стакло во Македонија? Во Македонија тешко е дека ќе се направи центар за рециклирање на стакло ако се базираме само на Македонија. Затоа и стаклара често не прашува зошто ја затворија стаклара Скопје, едноставно затоа што тоа е фабрика која базира на економија на обем. Значи треба да имате голема количина да процесирате за да имате ниски трошоци на крај. Вие го носите стаклото во Бугарија? Сега го носиме во Бугарија, каде што има капацитети најмалиот од 40.000 тона до 100.000 тона, а за илустрација во Македонија ние цело стакло да го собереме нема да биде повеќе од 14.000 тона, 100% кога но доколку направиме нешто да биде регионално, бидејќи и на албанците им треба тоа сега да кажам, значи рециклирање. Треба да имаме некој регионален пристап во управувањето со отпад. Бугарите ве се истакнале као со стакло, во Србија има за хартија и Грција има за хартија, но ние би можеби да бидеме регионален центар за рециклирање на пластика. За хартија исто би требало да имаме барем 100.000 тона да собираме, а Македонија е негде околу 40.000 тона. Но ако го земете Косово, Албанија, ако има иницијатива, мислам дека тој регионален приот може и Македонија да додаде некоја вредност на отпадот, да не го извезуваме само како отпад. И постојано зборуваме да селектираме, да рециклираме, но од кога ќе го селектираме отпадот во контейнерите кои што ги поставувате, треба некој потоа од таму да го собере. Во Скопје тоа го прави комунална хигиена. Со оглед на тоа што јавните предпријатија во Скопје функционираат така како што функционираат, смеам ли да прашам како ви оди соработката? Да, комунална хигиена, со комунална хигиена овие 15 на години сме имали одлична соработка. За жал последниве месеци, да речеме од пролет нааму, некако престанаа да ги празнат редовно нашите контейнери, за кои ние уредно плюс им плаќаме надокнада за собирањето и материјалот што го собираат е на нивно располагање, како што чувте Прилеп речиси 1000 тони хартија собира годишно ја тргува, значи ако Прилеп со 80.000 жители собира 1000 тона хартија, потенцијалот на Скопје е најмалку 5 пати повеќе. Хартија за жал не собира толку. Контейнерите наши беа преполни, ние имавме еден последен состанок сега со комунална хигиена и предложивме многу, да кажам, предлог што тешко може некој друг од друг да го добијат, значи повторно да им плаќаме за собирање, материјалот да биде нивни, на повисоки цени да им плаќаме, се со цел и ние сакаме комунална хигиена да биде јако комунално предпријатие. И не сакаме да се чувствува дека нешто е злоупотребено, посебно од нас, бидејќи ние никој што не сме го правеле, така да верувам дека следниве 2 недели има некои позитивни сигнали, ќе се договориме и тоа ќе биде многу поредовно. Дури ние побаравме во еден период ние да го собираме, со наши камиони да организираме, но и тоа беше без одговор, која беше најголемата криза. Така. Де се надеваме дека овој проблем ќе го надминете, ќе се договорите со комуналното предпријатие и дека скопјани навистина ќе имаат чисти контейнери за селекција. И заслужуваат да имаат, да. За селекција на отпадот. Мене ми е многу драго што денеска бевте дел од нашата емисија. Времето предвидено за разговор ни измина, а можеме да зборуваме уште многу. Токму заради тоа ќе имаме можност да се видиме и во некоја следна прилика. Благодарам на поканата, секогаш сме отворени за споделување информации со граѓаните. Ви благодарам многу.